Јас со Трајче Тодорски го посетивме Трајче Тренчев тогаш на 18 ноември и беше многу добар, мислам. Самиот знаеше да стане, не препозна веднаш. Можешме и да разговараме, само што тој така тешко ги изговараше зборовите, но сепак каде подобро во однос на она претходна информација 2 дена пред таа сабота, кога последен пат бев тука, дека му биле фатени нозете и дека не можел воопшто да се движи. Инаку таа менаџерката не пуштеше, бевме после времето за посети, но и настојувавме да не пушти, па не сакаше да не пушти. Не сакаше. И кога веќе се откажавме, дури Трајче кажуваше, еве, ја работам во болница и мене ми доаѓаат разни странки, ово, она. Не сака да не пушти. И беше вечер. Морав да чекам да излезе Трајче од работа, значи после 5 сата веќе беше предоцна за посета во домот кај Трајче. И ние веќе дигнавме раца во смисол, се откажавме, значи ова не пушта. Но ајде барем почнавме да ја прашуваме како е Трајче, ова, она. И кога виде женава дека се интересираме за Трајче, значи како е, подвижен ли е, значи не интересира и обекна срцето и не пушти. И тоа беше едно убаво искуство. И кога се качивме горе, влеговме, до душа го најдовме паднат Трајче долу на тепихот. Не знаеме како паднал, па му помогнавме да стане, но ме израдува што веднаш не препозна, што потоа можеше сам да си станува од креветот и поразговаравме малку, се помоливме, па кога дојдат да носат храна на вечер, да ги хранат пациентите, тури тогаш и си отидовме. И се ме радува што е сега подобар, после пак влошена состојба предходно. За жал, живееме низ такви мачни периоди, кога и се навикнуваме на вакви неволи. Знаеме дека следуваат уште поголеми неволи, уште потешко. Значи, кога денес велиме тешки времења, каде се старите добри времења, а следат уште потешки. Кога ќе дојдат тие потешки, ќе го бараме ова денес. Јас сеќам кога бев во голема депресија 2002 година и после тоа, следните 2 години, тогаш беше многу мачно. Но сега би го дал сиот имот да се врати тоа време. Дури и тоа време. Но времето не се враќа. Имаме само една радостна вест, дека колку побрзо поминува. Да, точно е што вели Зоран, поише старееме. Па лудите се радуваат на нешто што повеќе ги старее. Нова година. Но ние знаеме дека оние кои што имаме една посебна надеж во нашите срца, што само Светиот Дух може да ја даде, само може да се доживее за да се разбере. Колку минува времето, знаеме дека се поблиску и поблиску е Господ, неговото доаѓање. Иако се тоа страшни времења. Пророкот вели дека денот Господов е нешто страшно. Нешто што нормален човек не може да го посакува.
тој ден дури ги кара оние израелци кои што го посакуваат денот Господов. Да, ние сакаме да дојде Господ, што поскоро, тоа е добра желба, меѓутоа, само ако имаме свест што тоа значи, што тоа ќе не чини нас. Се сеќавате во параболата за бисерот, многу кратка парабола, Господ вели, ја знаете да не ја барам да ја читаме, не ми беше во план неа да ја споменувам, меѓутоа ете сега духот ми го даде тоа на ум. Значи, бил човек кој што нашол еден многу скапоцен бисер на некој поле, во некоја нива, ама таа нива или поле не е негова. И според закон не можел да го земе бисерот и да си го понесе со себе. И што направил? Според параболата, што направил? Се вратил дома, продал се што имал, за да ја купи таа нива, каде што знае дека се наоѓа тој бисер. Така и ние денес. Ние сакаме некои работи, се молиме за некои работи, меѓутоа, често пати не разбираме што тоа ќе не кошта, што тоа ќе не чини, каква жртва треба да поднесеме, за да се случи тоа што го бараме, или откако ќе се случи, што тоа практично ќе не чини во нашиот живот. Јас отпред некое време разбрав што мене ќе ме чини лично, кога Господ би ги вослушал нашите молитви, да ги исцели сите наши болни, кои што ги споменуваме и за кои што се молиме. Но денес би сакал да го насочам вашето внимание, дали сте размислувале како би изгледал вашиот живот откако Господ ќе го направи тоа? Како би изгледал вашиот живот после тоа? Значи, замислите, Мимица, Стефка, Трајче, мајка ми Стојан, Катица, замислите од утре, например, не мора од утре, но ајде од утре нека биде, здрави, прави, поздрави од било кога порано, со Божја сила. И сега, како ќе изгледа од утре натаму нашиот живот? Мојот личен живот. Не нивниот, мојот личен живот. После тоа. Да, меѓутоа што друго? Што друго? Тоа друго, сакам малку да размислиме за тоа друго. Ке се подсетиме на еден познат настан од Новиот Завет. Несомнено, среќа, радост, несомнено, оптимизам, сила, духовна, но нешто друго исто така. Нешто што е најголемата причина зашто Господовите чуда не се случуваат, особено вакви чуда, не се случуваат толку често низ историјата. Ке отвориме во Делата на апостолите, во 5 глава, и да се подсетиме, макар добро одговора, бидејќи и 10-оците беа споменати во денешната поука.
Да се подсетиме на случајот со Ананија и Сафира. Претходно, значи до крајот на 4 глава се зборува како во апостолската црква владееше, вели тука, едно срце, една душа, како мнозина продава цели имоти и ги носеа парите во црква, значи кај апостолите, за да има средства да се задоволат потребите на секој верник. Не постоеше нито еден меѓу нив што имаше потреба за нешто, бидејќи сите што имаа ниви и куќи ги продаваа и парите земени за нив ги донесуваа и ги оставаа пред носите на апостолите. И секому му се даваше според неговите потреби. Значи, само во апостолската црква можеше да се реализира Марксовиот идеал. Секој да работи според своите можности и способности, а секому да му се дава според неговите потреби. Чиста утопија за грешниот свет, особено за неверници и безбожници. А само во апостолската црква тоа можело да биде стварност. Бидејќи Светиот Дух ја прави целата разлика. И тука првпат се споменува Варнава, Јосиф од Кипар. Така Јосиф, наречен од апостолите Варнава, на арамејски, што значи син на утехата, левит, значи ој бил левит, родом од Кипар, кој имаше нива, ја продаде и ги донесе парите и ги положи пред нозете на апостолите. Ги терал овие луѓе некој да го прават тоа? Морале да го прават тоа? Не. Тоа све било доброволно. Значи, ова не било данок, не било нешто што си должен и така натаму. Не било ниту, значи, десеток, не било. Туку нешто што го правеле само од силата на љубовта и добрата волја. И сега, никогаш никаде во грешниот свет не е се совршено. Не постои црква, каде што сите се светци. Ниту постојал било кога низ историјата. Зошто Светиот Дух сакаше овој настан да остане запишан во Новиот Завет? А еден човек по име Ананија, заедно со својата жена Сафира, ја продаде нивата. И еден дел од добиените пари сокри, со знаење на жена си, додека другиот дел го донесе и го стави пред нозете на апостолите. Го терал некој да го прави ова? Зошто морал да го прави? Зошто го направил? Зошто не продолжил да се живее без да ја продава нивата? Што го терало сега и он да ја продаде нивата? Значи, другиве што ги терало пред тоа што читаме? Што ги терало тие да ги продаваат своите имоти и да ги носат парите кај апостолите? Другите Господ ги терал, така? Светиот Дух, силата на љубовта, на милоста, на сочувството кон другите кои што се посиромашни и така натаму. Но него што го терал? Ако тоа не била љубовта, ако тоа не била истата таа благодат. Гледате како, што рече Ради Ѓаволот, точно. Значи, замислите, кога повеќето луѓе кај нас би правеле нешто, да поставам едно просто прашање. Јас не велам дека е греф што не сте сите облечени, да речеме, како за на свадба. Или
Во која прилика најсвечено се облекувате? За какви прилики најсвечено се облекувате? Обично велат за на свадба. Да, зависи точно. Така. Значи, според мене, сите сте супер облечени тука. За служба, за богослужение. Да не свати некој погрешно. И да, замислите црква, каде што секој маж е дојден со облечен, со машна, со кошула, со одело, сако, секој, без излучок. И секоја самота така, да речем. Значи сите. И сега, кога ќе влезе некој, да речеме некој нов, по тренерки, например, или по фармерки, или со обична блуза, не велиме дека тоа нешто грешно, него како би се чувствувал, што мислите? Како тој би се чувствувал во средина, каде што секој друг е облечен посвечено од него? Ја ќе ви кажам, 2000 година, кога бев на еден собор во Германија, и тоа беше секој ден имаше предавање, и еден ден, не се сеќавам дали беше сабота, мислам дека не беше сабота. Беше дури вечерен термин, иако не беше темница, бидејќи беше лето, и особено во Германија, во Западна Германија, сонцето заоѓаше од 10 сат на вечер. Се гледаше до многу касно. И имаше света вечера, се сеќавам. И јас таа вечер дојдов без сакото, дојдов само без машна, без сако, само со една зелена кошула отидов на тогашното предавање. Знаев дека ќе има света вечера. Но што не знаев? Не знаев, ме замолија да бидам еден од ѓаконите што ќе ја делат светата вечера. Леле, како се закопав од срам, зошто баш тогаш не дојдов со сакото и со машната. Многу интересно. Зошто? Затоа што сите други беа, барем оние што ја учествуваа во светата вечера, што ја делеа, беа така облечени. Ананија, веројатно, така се чувствувал. Повеќето луѓе, видите, кога повеќето луѓето прават нешто, дури големи жртви, како продавање на имот, што ќе речат другите? Значи, замислите, ако секој во кошницата за дар дава илјадарка, повеќето луѓе дават илјадарки во кошницата за дар. Како ќе се чувствува оној што, да речем, донел само 50 денари, или 100 денари, или дури 200 денари, дури 500 денари да планирал да даде, ама сите други даваат илјадарка, како тој би се чувствувал? Замислите, дури со 500 денари би се чувствувал бедно, затоа што другите даваат по илјадарки. Така. Меѓутоа, за жал, луѓето не секогаш го имаат вистинскиот мотив, значи, во срцето. Повеќето луѓе, значи, дури и верници, што прават мнозинството други верници, тоа е прифатливата норма. Значи, прифатливата норма не е што пишува во Библија или во дух на пророштво или не знам каде, или дури што се зборува од катедра. Прифатливата норма за повеќето народ е како прават повеќето други. Значи, тоа е комплексот на овца, да се нарече. Како прават повеќето други. Добро или е, лошо ли е, не е битно. Како прави мнозинството, така треба и ние. И тоа е некоја чудна психологија. Значи, Ананија се нашол во ситуација, че немал тој таков дарежлив дух. Меѓутоа, сите други, повеќето други продаваат цели имоти, цели ниви, и сега тој се почувствувал посрамено, ако и тој сега
не ја продаде нивата. Ако и тој не го направи истото, арно ама, не му се дава. Колку трагично. Како рече Павле, често пати од коринтијаните тие зборови, не со жал или принуда, туку кој, како да дава доброволно, од срце и така натаму. Ананија ја продал нивата, но со жал и принуда. Има едно друго интересно искуство на оваа тема, кога е давање во прашање. Не знам, ако има прилика, некојаш друг пат ќе го кажам. Тоа беше сценарij од еден филм, дури. Не се сеќавам дали Борче ти го гледаше исто. Ајте, не зборам сега за тоа. Не се сеќавам на сите детали, само се сеќавам како за да се постигне некоја цел, требаше некоја жена од улица, случајно, требаше таа да изглуми, да ги излаже службениците во банка, дека таа е другата личност, за да ги подигне сите пари од банка. Значи, другата личност, што беше вистинскиот собственик, и даваше инструкции што да каже, значи, како да зборува, како да се подпише, да биде све, да не се посомнува никој во незиниот идентитет. И оваа кога зела толку пари, вистинскиот собственик потоа и вели сите пари што ги зеда, беше голема сума, мислам милион, дека беше долари, нешто повеќе, да напишеш чекови и да ги дадеш сите на доброволни служби, по цркви, хуманитарни организации, сите тие, да ги раздадеш сите тие. И се имаше нека посебна причина, што не се сеќавам зашто вистинскиот собственик, зашто тој не смееше да влезе во банка, имаше нешто, не е тоа битното, па нашол друг место него. Но оваа личност што ги веќе ги поседувала парите и беше испратена кај католички манастир со калугерки да им ги даде на нив првите чекови и дори покажуваа како им ги дава и оваа калугерката го зема и оваа не и се пушта чекот на го држи уште не и се дава, а мора да го дава. Што мора да ги давам сега сите овие пари? Место да си ги задржам и да ще живеам живот каков што сакам. Страшно нешто. Да имаш многу, да мора да го дадеш, а да не сакаш да го дадеш. И затоа Ананија решил да сокрие дел. Колкав дел не ни се кажува. Важно е дека сокрил дел, а потоа излажал, се разбира, дека продал нива и ете ги донел парите од неа и он ги донел во црква кај апостолите. Знаеме што случува понатаму. Еве доказ дека раде во право. Ѓаволот го натерал. Петар му вели во 3 стих, но Петар рече, Ананија, зошто го исполни сатаната срцето твое? Да го излажеш Светиот Дух и да прикриеш дел од земените пари за нивата. Додека не беше продадена, нели беше твоја. И откако ја продаде, нели беа парите во твоја власт. Зошто си стави на срцето своје таква работа? Ти не излажал луѓе, туку Бога. Да не ја читам понатаму трагедијата, што се случи и со него, и со жена му, но сега да го поставам ова прашање.
Што мислите, зошто за вакво нешто, за ваков грев, колку тој мал грев во споредба со многу гревови кои што денес се прават во сите цркви. Кога Светиот Дух денес би казнувал за вакво нешто, колку верници би останале во... Добро, са баш не еден. Може би некој ќе остане. Дали денес се прават поголеми гревови од ови? Само финансиски гревови да се ограничиме. Дали по црквите се прават поголеми финансиски гревови од ова? Значи, што било гревот тука? Како ние речеме, ќе се заветиме нешто, ќе дадам толку и толку, кој ќе се собира на есен некој посебен принос, ќе дадам помалце, значи дури поголем греф ако воопшто не дадам, но ќе дадам помалце. Или денес да речеме многу лесно, извини затоа што се снима, не даваме збор за време проповед, да. Но кога ќе заврши проповедта, памти си, важи? Што беше зборот? Знаат ли, например, сите благајници во црквата, колкави се примањата, приходите, платите на сите верници? Не на сите верници, што дават десеток. Значи, може ли некој друг во црквата да знае колкав приход си остварил, за да знае дали стварно даваш толку десеток или може би даваш помалце или повеќе? Може ли друг човек да контролира тоа? Значи, кој може да знае само? Само Господ. Само Господ. И само Господ знаел, Петар не може да знае. Само Господ знае што направил Ананија. Прашањето е, зошто Господ ги казнил овој човек и оваа жена со смрт за ваква мала работа? Или обратно да го поставим прашањето. Зошто денес за многу поголеми финансиски гревови, а за тие другите да не зборуваме, било проповедници, било верници да се во прашање, Господ не казнува? Зошто тогаш и за ситна работа, за ситен грев, а денес за многу поголеми гревови, Господ не казнува? Што е одговор на ова прашање? Ви препорачувам, ако се надевам барем денес ќе имате слободно време, во Копнежот на вековите најдете при крај на книгата, најдете главата што носи наслов "Се сврши". Тоа е после главата Голгота, која што ги опишува настаните од Велики петок, од Христовото распнување. После таа глава следи една пред саботата и во Јосифовиот гроб се вика таа глава за саботата и после тоа воскресението. Пред таа глава, помеѓу Голгота и во Јосифовиот гроб, има една глава што се вика "Се сврши", каде што таа глава зборува само за значењето на Христовата смрт во Копнежот на вековите. Ви препорачувам да прочитате цела глава дома. А јас само ќе прочитам тука еден пасус. Тука Елена Вајд не го поставила тоа прашање, меѓутоа дава одговор на прашањето. Зошто на
паднатиот човек, дури на многу големи грешници, како што бил апостол Павле пред своето обраќање, гонители на Божјата црква, убијци на верни христијани и така натаму. Зошто Господ и на најголеми грешници може со својата благодат да им прости, да ги препороди, да ги направи светци буквално. А на ѓаволот и на неговите демони тоа со нив не може да го направи. Зошто тие не можат да се покајат? Зошто тие не можат да бидат спасени? Че тоа е контекстот во кој што можеме да го сместиме овој цитат. Овој пасош ќе го прочитам на 762 страница од оригиналот на Копржот на вековите. Во таа глава се сврши. Елена Вајд вели: но дури и како грешник, човекот се наоѓал во поинаква позиција од таа на сатаната. Кога човекот сгрешил. Или денешни грешници, уште повеќе. Која е таа разлика, која е таа поинаква позиција? Што е тоа што сатаната го имал пред да сгреши, а што никој од нас го немал? Продолжува и вели: Луцифер на небото сгрешил во светлината на Божјата слава. Ова е таа огромна разлика. Што правил Луцифер пред да сгреши? Ја имал највисоката позиција во небесната хиерархија после Создателот, после Христа. Еден од двата херувима, другиот веројатно бил Гаврил и продолжил да си биде како верен на Господа. Еден од двата херувима што во Мојсеевиот шатор во светињата тие биле извајани херувими над поклопецот на милоста, над ковчегот, но во небесниот храм, тоа биле вистински херувими и ден денес. Еден од тие најблиску до Божјата слава, засолнувач на Божјата слава. Видите понатаму што вели Елена Вајд. На него, значи на Луцифер, како на ниедно друго создадено суштество, му била откриена Божјата љубов. Значи, од сите созданија, замислете, од сите создадени суштества, Луцифер најмногу ја разбирал Божјата љубов. Имал најдлабоко сознание за тоа колкава е Божјата љубов. Ниту едно друго создадено суштество не ја познавало Божјата љубов и Божјиот карактер толку добро, како Луцифер. Потому што бил најблизок до Бога. Значи, замислите, цар и кој, да речеме, великиот везер, или како се нарекува. Некој што му е најблизок. Се збори дека на времето кога Ранковиќ му беше најблизок на Тито, десна рака што се вели, нели? Кога некој некому е десна рака. Толку бил близок што имаше и документарец за тоа еднаш. Толку бил близок што се дрзнал да стави бубачки за прислушкување во спалната на Тито и Јован. И нив да ги прислушува, шефот на УДБА. И после тоа го чинеше главата, го чинеше. Тој грев го чинеше главата после тоа. Но толку бил близок што се дрзнал и тоа да го направи. Или како во турскава серија, како се викаше, Ибраим Паша, и на него што му летна главата. Толку бил близок до султанот, што направил нешто што му летна главата после тоа. Се дрзнал да направи нешто. Луцифер бил најблизок до Бога. Најблизок. И најдобро го разбирал Божиот карактер. Најдобро го познавал Бога од сите создадени суштества, замислете.
Која чест, која привилегија. И продолжува цитатот и вели: познавајќи го Божиот карактер, разбирајќи ја неговата добрина, значи, откако сето тоа го знаел и го имал, сатаната избрал да го следи, да ја следи својата себична, независна волја. Значи, почетокот на гревот. И сега страшната, иако кратка реченица, тој избор бил конечен. Значи, кога сатаната решил да сгреши, да се бунтува против Бога, тој избор бил конечен. Со тоа го загубил вечниот живот. Иако и ден денес е жив. Но со тоа го загубил сето оно што дотогаш го имал. Страшна состојба. Не постоело ништо повеќе што Господ можел да направи за да го спаси таквиот. Знаеме, во Евангелијата во таква состојба се нашол Ирод Антипа. Христос беше доведен при него како затвореник, заробеник. И тој дури сакал да се забавува, тој пишува и Библијата Илена Вајд, кога Ирод чу дека му го носат, дека Пилат му го праќа Исуса, тој се израдувал, вели. Но знаете каква била таа радост? Не се израдувал како што Зореца беше израдувала ако Христос дојде да ја посети. Например, те земав како пример за понизност. Се разбира, сите ние сме грешни и некогаш не сме пример каков што треба да бидеме, но да даде Господ да секогаш бидеме без исклучок примерни во својот живот. Затоа што ако Господ ги исцели нашите болни, сето тоа ќе представува што? Ќе биде откровение на Божјата слава. Било кое друго чудо во вашиот живот е откровение на Божјата слава. И кога ќе имате такво искуство, сте ја виделе, сте ја вкусиле, сте ја доживеале Божјата слава, како што ниту еден обичен грешник нема и не може да има, тогаш каква ќе биде нашата одговорност после тоа? Тогаш нашиот најмал грев, дури само во мислите, што друг човек не може да го види, тогаш и нашиот најмал грев ќе биде пострашен од гревовите што отворено сме ги правеле или се прават денес. Зборуваме за во црква, светот воопшто не го сметаме. Тие самите се прогласиле за човеколики мајмуни и живеат во зоолошка градина без решетки. Нашата одговорност ќе биде милион пати поголема ако ја доживееме Божјата слава. Ако Господ ја покаже својата сила, а често пати тоа е причината, најчесто тоа е првата, ако не е единствената причина, зашто не доживуваме такви искуства. Во апостолската црква вриело од чуда, од Божја слава. Од што немаше можност Петар, се вели, сенката негова, само да поминеше. Бидејќи немаше, има толку многу болни, толку многу народ. Значи, некои не можат и да стигнат до него, и затоа било доволно сенката негова само да падне врз некој болен и тој се исцелуваше. Чија сенка? На Петар Рибарот, што кога се откажуваше од Христа ги пцуеше колегите, односно другите простаци, така да речем. Бидејќи тоа биле тие што го апсеа Христа во служба на расипаните свештеници. За да докаже дека грешат,
што го препознаваат како еден од Христовите ученици, што направил? Почел да пцуе. Сакајќи да каже, замисли сега да почне да пцуе надвор. Значи, овој не е верник, чим пцуе. Значи, стварно сме се препознали, извините. Нешто што например, не сте го правиле може би со децении наназад, кога последен пат сте пцуеле, некој од вас, може со децении, од минатиот век, може би некој. И сега намерно да го направите, за да му докажете на некого, дека не сте верник, не сте адвентист. Затоа што тој ве препознал како таков. Од порано ве знаел, ве гледал, ве видел. И сега овој Петар, а не поминало многу време помеѓу тоа и ова, сега овој Петар со силата на Светиот Дух само со неговата сенка лекува луѓе. Понатаму се вели подоцна кога апостол Павле е силен верник и апостол, дека тоа е дела 19 глава, дека со делови од неговата испотена облека. Замислете. Или неговите пешкири или марамчиња, нешто што користел за да си ја брише потта. Сакате такво нешто? Некој друг што си ја бришел потта и сега вие да го земете тоа марамче и за вие да се бришете или било што, за било што да ви служи. Со такви марамчиња или делови од испотената облека на апостол Павле, Господ лекувал болни. Во апостолската црква вриело од чуда, затоа и волку бал греф, значи вриело од откровение на Божјата слава. Светиот Дух, неговата сила, затоа и волку мал греф, како овој на Ананија и Сафира, бил толку страшен, опасен и казнив со смрт. И тоа за нив истовремено значило и загуба на вечниот живот. Страшно нешто. Само да го довршам пасусот. Значи, немало ништо повеќе што Господ можел да направи за да го спаси с Луцифер. Но, човекот бил измамен. Неговиот ум бил помрачен од сатанското лукавство. Височината и длабочината на Божјата љубов, тој, човекот, не ги познавал. За разлика од Луцифер. За него, значи за човекот, како грешник, имало надеж во спознанието на Божјата љубов. Преку наблюдување на Господовиот карактер, тој можел да биде привлечен назад кон Бога. А зашто сатаната не можел? Зашто Луцифер не можел повеќе? Тогаш кога прв пат сгрешил и се побунил? Затоа што тој ја познавал сета височина и длабочина на Божјата љубов. Тој живеел во откровението на Божјата слава. И кога сето тоа го имал како искуство и знаење, и благодат, и привилегија, изгрешил, тој избор на вистина бил конечен. Го знаете случајот на предходникот на Елена Вајд, Хейзен Фос. Тој бил исто така млад дечко, тинејџер. Кога тој похулил на Светиот Дух, тој самиот знаел и го рекол тоа на Елена Вајд, кога подоцна ја запознал, како она што Господ му рече дека ќе го земам од тебе дарот и ќе го дадам на најслабото човечко суштество. Кога подоцна ја запознал таа навистина болна и слаба девојка по име Елен Хармон, он се исповедал пред неја, го раскажал своето искуство. И пазите, он е се уште исто така млад човек и живеел до 1893 година. Значи, живеел уште 50 и кусур години од тогаш. Значи, живеел до некоја релативно длабока старост. Но тогаш, кога бил млад, уште немал 20 години, а веќе похулил на Светиот Дух и вели на младата Елен, јас сум
загубен човек. Он знал дека веќе за него нема спасение. Е страшно нешто да ја имате Божјата слава и имајќи ја Божјата слава после тоа да грешите или да сгрешите еднаш бар. Страшно нешто. Ова не е повик да се откажеме од желбата Господ да ги исцели нашите болни или било кое друго големо дело на Светиот Дух. Туку само да знаеме што тоа ќе значи, што се тоа ќе значи за нашиот живот во иднина после тоа. Нека му е фала и слава вечно.